гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Лековски тврди дека епидемијата стивнува. Ќе се анализираат сите извештаи од почетокот на годината. Јас одговорно тврдам дека одговорност ќе има. Меѓутоа, да не биде линч. Гостиварци се уште немаат ниту техничка вода. Државниот инспекторат за животна средина во контрола на дозволите за работа на сите фирми покрај Лепенец. Анализите на земените мостри од пената, која го наполни Вардар, треба да бидат готови до среда. 72 часа притвор за скопјанката која прегази куќе во Црнагора. Низината ќерка тврди дека тие се жртви во овој случај. Само 12 плажи во Охрид имаат спасители и услови за безбедно капење. Речиси 300.000 граѓани евакуирани во Франција и Шпанија поради големите шумски пожари. За штетите од невремето, но и кој ќе ги обештети граѓаните, во овој дневник разговарам со градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски. Останете со нас. Епидемијата во Гостивар стивнува, уверува министерот за здравство, откако значително се намалил бројот на новопријавени случаи со симптоми на труење. Лековски најавува и проверка на сите извештаи за контрола од почетокот на годината, но и болничкото лекување на пациентите за да се утврди одговорноста. Гостиварци пак, додека чекаат да добијат барем техничка вода, велат дека се снаоѓаат како знаат и умеат. Ирена Давидовска денеска беше во Гостивар. Иако водата од градскиот водовод во Гостивар се уште не е безбедна ниту за техничка употреба поради недоволно ниво на резидуален хлор, епидемијата на стомачни заболувања во градот дефинитивно влегува во смирувачка фаза. Министерот за здравство уверува дека бројот на новопријавени пациенти е двојно намален, со што се потврдува надолниот тренд. Од министерството порачуваат дека здравствениот систем е подготвен и за евентуални дополнителни секундарни случаи или така наречени опашки од епидемијата, но упатуваат апел до граѓаните за максимално одржување на личната хигиена. Денеска имаме состојба од 80 првопријавени пациенти, што е двојно намалување од претходните бројки и дефинитивно сме во надолен тренд. Вкупната бројка на заболени е околу 4000. Додека стручните екипи на ИЈЗ и ЈАХВ се постојано на терен и непрекинато го следат квалитетот на водата, граѓаните на Гостивар се соочуваат со секојдневни маки. Цел ден барам, не можам да најдам. Морам да купам. Еве се тука даваат со пари. Само со купечка вода функционира? Со купечка. А за лична хигиена се апелира постојано? Па така, купуваме навечер, превривам и така. Се снаоѓаме. Имавте некој тегоби вие? Имавме сите. И сопругот, и ја, и девојчето. Како поминате? Ние си знаеме, тоа не се опишува со збор. Тоа вода сам користим, кафе пио сам, се бањао, се тушириот, све ништо не ме се најде. Не знам што прават. Можда од понеделка ќе пуштат. Треба да се ажурира мало, jer стварно тоа е неиздржливо. Али ете работата ние никој мислио дека ќе дојде до ова дережа, ама дошло е. Вода купуваме, трошиме вода, не се дава што дава државата поклон, е тоа. Околу 26 јуни на почетокот, неколку пати не повтори и така. Тогаш се посомневавте дека може да... Па да, се посомневавме дека од водата, бидејќи после секој пиење од водата имавме тегоби, стомачни тегоби, се пожаливме на лекар. Проблемот со задоцнитото затворање на чешмите и задоцнитите пријави доведе до прашање за одговорност. Министерот Клековски потврди дека се прават анализи преку 3 независни извори и на сите инстанции. Тој потсети дека согласно законите, општинските комуналните претпријатија ја сносат целосната правна и оперативна одговорност за исправноста на водата, но вети дека системски пропусти нема да се заташкаат. Во основа се побавени сите анализи од 1 јануари 26 до сега и тие се предмет на анализа. Бидејќи збориме за одговорност, ќе дозволите да погледниме како се движува точната хронологија и јас одговорно тврдам дека одговорност ќе има. Меѓутоа, да не биде линч.
Проблеми со водата има и во руралните средини. При посета на специјалната болница во Лешок, министерот појасни дека оваа установа со години не ја користи водата од селскиот водовод за пиење, туку се снадбува од водени диспансери, а на сите чешми се поставени известувања дека водата е неисправна. Властите очекуваат по новите проби и зафатот на местната заедница Лешок конечно да добие безбедна вода за сите жители. Миријана Давидовска, Сител телевизија. Бактериолошката неисправност на водата во Крушево ја продолжи забраната за нејзино користење за пиење. Според официјалните протоколи од Центарот за јавно здравје од Прилеп, оваа заштитна мерка ќе остане во сила се додека не бидат комплетирани 3 последователни лабораториски примероци од анализа. Како што соопштија од надлежното комунално предпријатие, основниот проблем настанал поради прекин во снабдувањето со електрична енергија. Причината за ваквата состојба е затајување на системот за хлорирање поради прекин во снабдувањето со електрична енергија. Секако, во најкраток можен рок, состојбата беше надмината, но во моментов очекуваме 3 последователни позитивни резултати од анализите за официјално да објавиме дека водата е безбедна и исправна за пиење, информира од јавното комунално предпријатие Комуна од Крушево. Од Центарот за јавно здравје Прилеп им препорачаа на жителите на град Крушево за пиење да користат флаширана вода, додека водата од градскиот водовод, како вода за лична хигиена, приготвување на храна, перење и миење на садови, можат да ја користат само после превривање од минимум 10 минути. СДСМ бара дел од средствата планирани за одбележување на 35 години од независноста, наместо за забава да бидат пренаменети за вода за пиење во погодените општини. Од ВМРО ДПМН бараат одговорност од локалните власти. Во вакви околности на затруени цели градови, болни со можни извори на зарази, каде граѓаните немаат пристап до чиста и здрава вода, крајно несоодветно, нехумано и неодговорно е да се потрошат 5 милиони евра за прослава на независноста. Бараме да се пренаменат овие 5 милиони евра и наместо за скапи настани да се дадат за чиста вода за македонските граѓани. Пречистителни станици, филтер станици, резервоари за вода, обнова на водоводни цевки, нови инсталации. Сега во контекст на гостиварскиот скандал повторно кажуваат само лаги, како онаа последната дека во Велешкото село Сливник водата е неисправна. И замислете, презентираат стари извештаи. Добронамерно ги советуваме да се освестат и да прекинат да шират лаги и паника и да се погледнат себе си. Зошто? Затоа што тие се локална власт во Гостивар. Власт се СДС, ДУИ и Арвен Таравари во Гостивар. Ако им се важни граѓаните, како што знаат да повторуваат секојдневно, нека го повикаат градоначалникот на Гостивар Валбон Ливани, кој е нивен кадар, да одговара и да поднесе оставка. Во текот на идната недела, но најдоцна до среда ќе се знаат резултатите од замените мостри од Вардар, откако вчера реката беше исполнета со бела пена. Државниот инспекторат за животна средина ги контролирал сите фирми кои имаат дозвола за работа, а се лоцирани покрај Лепенец, од каде се појавил проблемот. Најдоцна до среда треба да бидат готови резултатите од мострите земени од Вардар, кои треба да покажат што се крие зад белата густа пена која го покри течението на реката. И од водовод, и од инспекторатот за животна средина велат дека ќе ги чекаат резултатите за официјално да излезат со информации. Извори на Сител пак кои ги земале мострите од вливот на Лепенец во Вардар потврдуваат дека проверени се и сите интегрирани дозволи на фирмите околу местото каде се појави пената. Заедно со мострите од водата ќе дадат конечната слика дали некој од нив се причинители за создавањето на белата пена. Ден откако Вардар беше прикриен со бела пенаста материја, сликата денеска е поинаква. Пената воопшто ја нема, но надлежните институции се уште ги проверуваат мострите за да утврдат за каква материја станува збор. Појавата на пената во Вардар стана и нова причина за партиски реакции. Опозицијата бара одговорност од власта за загадувањето на реката Лепенец која се влива во Вардар. Според нив белата боја и обемот на пената што вчера се појави, најчесто се знак на синтетичко загадување. Ова е сериозен аларм дека власта нема капацитет за заштита на животната средина и безбедноста на водните ресурси. Наместо конкретни мерки и одговорност, градоначалникот на Скопје Орце Ѓоргиевски си игра со дронови од воздух ќе го решавал проблемот. СДСМ бара институциите веднаш да ја утврдат одговорноста за загадувањето и итна реакција за санација на проблемот. Секој што се игра со здравието на луѓето
мора да сноси одговорност. Инспектори на градот Скопје со дронови уште од вчера на терен детектираат кој е причинителот на оваа појава и најавија дека нема да има толеранција за никого. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Во тема на денот вечерва, како што најавив, разговарам со градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓевски. Ѓорѓевски, добро вечер, добре дојдовте во дневникот на Сител. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Голем број од скопјани, од повозрастните скопјани, велат дека не паметат невреме како тоа што му се случи во вторникот. Што се случи во вторникот во Скопје? Апсолутно, од информациите од Хидрометеоролошкиот завод кои што ги добивме, и информацијата која што можеше целата јавност да ја види, беше дека последниве 20 на години со таков интензитет ветер немало во градот Скопје, над 150 км на час, мислам дека беше. Практично имаше многу места каде што имаше лимови излетано од крововите, имаше многу места каде што имаше дрва откорнато. Еве би земал во предвид во градскиот парк овде во непосредна близина, каде што веќе финишираме со средување на делот кај што имаше штети најмногу. Сите оние маркирани дрва кои што во минатото не беа предмет и треба да се отстрануваат во наредниот период, не беа предмет на паѓање изминатиот период, туку нови здрави дрва имаше кои што беа откорнати. Но излеговме веднаш на терен, имаше повеќе од 50 тимови од градот Скопје, со повеќе од 1000 вработени од јавните предпријатија, веднаш се делуваше. Прво настапивме со кризниот штаб, расчистувајќи ги сите коловози, односно булеварите во градот Скопје, велосипедските, пешачките, патеки оние домаќинства каде што постоеше опасност да падне ново дрво, каде што имаше опасност жици да бидат повлечени од електродистрибуција, таму се делуваше, а во втора фаза ги оставивме парковите да ги досредиме, така да во координација со сите скопски општини мислам дека сериозно навлеговме во процесот и се справивме за релативно брзо време. Да, секој оној кој што движи во градскиот парк ќе потврди дека е како мала хорор приказна. Видов вчера попладнато дека работат вашите екипи на терен, меѓутоа освен дрвјата срушени, голем број граѓани пријавија штети на автомобили, сами бевме сведоци и гледавме како летаат кровови од зградите во Скопје. Како оди процесот на пријавување, какви штети до сега се пријавени кај градските власти? Првично, пријавите не одат до градските власти. Ние имавме дежурни линии кои што ги примаа повиците на граѓаните за секаде каде што треба да помогнеме и да интервенираме. Немало пракса во минатото градот Скопје да обештетува, но јас како градоначалник заедно со тимот, заедно со скопските градоначалници направивме координативно тело на кое што кажавме дека доколку владата не обештетува, ќе влеземе ние во процес на обештетување, сепак не смееме да ги оставиме граѓаните сами, но мене ме радува што веднаш премиерот излезе и со изјава, но и не информираше нас како координативно тело од градоначалниците дека потребно е само ние да ги направиме комисиите, да бидат формирани на ниво на општините. Секако и ние како град Скопје помагаме со наши ресурси човечки во комисиите, кои што ќе направат проценка на терен и веднаш после тоа тие записници ќе одат во владата, каде што на седница на влада ќе се обештетуваат согласно закони во споставена пракса граѓаните. И мислам дека добро е во вакви околности и вакви случаеви, тие не се чести, за среќа, тие се ретки, но да бидеме на ваков начин организирани, да има кохезија, за да не останат граѓаните сами на себе, како што паметиме случаеви кога имало во минатото. Ајде да бидеме корисни за граѓаните. Видов дека дел од општините веќе испратија одредени формулари, јавно ги објавија, со оглед на тоа дека вие како председател на ЗЕЛС разговаравте со вашите колеги од скопските општини. Дали тоа значи дека секој граѓанин треба првин да ја пријави штетата до општината во која што живе, за потоа да следи процесот на утврдување на штетата и обештетување на граѓаните? Првото нешто што ги упатувавме уште вечерта кога излеговме ние на терен, но тоа го добија како насока кол центрите наши кои што беа на располагање во корис на граѓаните. Дадовме да штетата биде пријавена и во Министерството за внатрешни работи, но да биде пријавена и во ресорната општина од каде што доаѓа граѓанинот. Например, граѓанин од Драчево може штетата да пријави во општина Кисела Вода и полициската станица која што е во непосредна близина него. Тој од Тавталиџе ќе се пријави во неговата општина и така натаму и така натаму. На тој начин не се создава хаос, дисперзирана е целата процедура и ќе има доволно време општините за релативно кратко време да го
исполнат она што треба да го направат на терена, тоа е проценките да ги направат на штети и за да може веднаш подоцна, како што кажав, да се испратат записниците до влада и да се добие соодветно обештетување од страна. Исплатата ќе ја врши владата. Но не е само тоа, сакам кога веќе споменавте ЗЕЛС, не е само за Скопје. Имавме слични невремиња и во Штип, имавме во Битола и во многу други градови низ државата, така да за секаде владата ќе го прави обештетувањето, но начинот на кој што се стигнува до обештетувањето е овој. Георгиевски, сведоци се граѓаните што се случуваше за време на тоа големо невреме во вторникот, како кровови буквално летаа по булеварите, по улиците и во анкетите кои што ги направивме изминатите денови, граѓаните сведочат дека ова е резултат на непрофесионалното работење и изведување на она што ангажираат советите на станари за поевтино да се направи некоја реконструкција на кровната конструкција на објектите. После она што се случи, има ли некаков план за засилени контроли или воведување на некакви задолжителни постапки од страна на градот во иднина при изведување на вакви реконструкции? Ние немаме градежна инспекција за жал, тоа многу пати го говорам во јавноста како една од аномалиите која што недостасува, но сум го говорил тоа и со министерот за транспорт и врски околу потенцијалните измени на законот, но и со претседателот на владата. Но дадов јасна насока и тоа го објавивме на сите скопски општини кои што имаат градежна инспекција и инспектори за домување, а ние со останатите наши инспекторски служби ќе помогнеме како комуналната инспекција и сите останати во градот Скопје да се направат строги контроли најпрво на позициите каде што имавме аномалии од ваков тип. Зошто? Затоа што вечерта јас бев меѓу останатите општини што ги посетив, ја посетив и општината Карпош. Бевме на лице место на една позиција со колегата Лукровски, каде што констатирано беше од страна на граѓаните, жителите кои што живееа во таа зграда каде што имаше оштетување на кровот, дека зградата била, односно кровот бил менуван пред 7 или 8 месеци, но на прашањето второ која фирма беше изведувачот, кој што јас го поставив, тие веќе нема одговор. Што значи дека градежната инспекција на општините и инспекцијата за домување сериозно во наредниот период ќе ги провери најпрвен овие позиции, а подоцна и останатите. Ние бевме сведоци во минатото како цели фасади градени пред неколку месеци се одлепуваат, буквално паѓа во паркови, некојаш загрозува живот на граѓаните и тоа не смее така да функционира. Да, јас разбирам дека сите поаѓаат од тоа да поевтино поминат, народски кажано, но еве јас сум бил градоначалник на една скопска општина, Кисела Вода, буквално со нашите служби ги молевме граѓаните и куќните совети да аплицираат за да добијат субвенции. Не може да се организираат за да добијат субвенции, а општините даваат субвенции и за фасада и во најголем дел од случаевите даваат и за крови. Затоа треба патот да биде јасен и секој кој што ќе превзема такво дејствие да размислува дека може да се случи некоја ваква појава, не дај Боже, и во перспектива во која што може да биде загрозен животот на граѓаните. Во Чаир имаше повредено дете од летна кров. Тоа не треба да биде сликата која што треба и во перспектива да се повторува години наназад. Да, оставаме на среќа некако. Сега да ве прашам за тоа што споменавте, бевте градоначалник на Кисела Вода, во тие услови за доделување на субвенции за реконструкција на кров, има ли некаков услов за изведувач, за проект за промената на кровната конструкција или такво нешто би требало да се направи? Ние финансиравме како општина, односно издвојувавме 80%, затоа што првенствено беше 30%, немаше никаков интерес, па ја зголемивме субвенцијата на 50%, па на 60%, на крајот мислам дека до 80% дојдовме, ако не се лажам. Ние го субвенциониравме начинот на поставување кровна конструкција или пак фасада на одредена зграда, најчесто станува збор за постари згради, но организацијата и изборот на фирма и се останато си го вршат станарите. Но секако дека општината во услови кога субвенционира ќе направи строги контроли. Ние имавме неколку фасади кои што беа направени на територија на општина Кисела Вода, субвенционирани од страна на општината и следеа строги контроли пред да биде завршен целосно проектот и да се направи примопредавање како што треба. Да, тоа очигледно мора да се почитува затоа што професорите од градежен велат ако нели се почитуваат стандардите, ниту оркански ветер не може да направи проблем. Се слагам, но не треба да го изоставиме фактот дека во оваа ситуација имаше и кровови кои што беа излетани од објекти градени многу одамна, каде што и крововите беа стари. Не станува збор секаде за една монолитна состојба или за, да кажеме, згради кои што последниве 5 години се градени, 10 години или 20 години. Имаше кровови
кои што се граделе згради пред 50-60 години, не биле променети и таков тип на кровови беа излетани. Така да треба да има строги контроли, треба да тие кои што ги водат куќните совети, односно најчесто еве јас живеам во стамбена зграда, тоа го прави оператор кој што е избран од станарите, треба да имаат одговорност и да имаат редовни контроли на она што го одржуваат, што спаѓа под одржување, но и треба и општините да имаат еден регистар во кој што ќе имаат увид, не може општината со инспекцијата и ресурсите кои што ги има сите кровови да ги провери. Тука да сме најасно, но треба тоа да го спроведе компанија која што е ангажирана од страна на куќните совети за одржување на зградата, која што ќе гарантира со записник дека направила контрола на неколку месеци и дека се е во ред со кровот, за да не се случуваат вакви појави во кои што практично сите се изземаат од одговорност. Јас често пати тоа го говорам во јавноста, одговорноста секојаш мора да има име и презиме. Дали било за кровови, дали било за вода, дали за што и да станува збор, секојаш треба одговорноста да има име и презиме. Така, на крајот се работи за безбедноста на сите нас. Градоначалник неделава беше прогласена епидемија во Гостивар. Гледам дека голем дел од општините помагаат на терен, испраќаат техничка вода, цистерни со питка вода. Видов вчера во четвртокот на пресконференцијата на управувачкиот комитет дека во постапката за чистење на системот се вклучени екипи на јавното предпријатие Водовод од Скопје, но кој начин Скопје помага на Гостивар? Јас немав можност да отидам на управувачкиот комитет и да бидам присутен во Гостивар и се извинев на министерот Тошковски, на кој јас сум дел од истиот како претседател на ЗЕЛС. Од самиот почеток први кој што испратија цистерни од Водовод и канализација за помагање на жителите таму и со питка и со техничка вода бевме ние како град Скопје, да помага и владата сериозно во процесот и тоа е одлично. Но се организиравме ние како општини, гледате дека од ден во ден само има различен распоред и сите доставуваме одредена количина на вода таму. Дополнително нашите стручни служби, најпрво лабораторијата и лицата кои што работат во нашата лабораторија во Водовод и канализација, тоа се сериозни луѓе, сериозни професионалци кои што повеќе некои од нив и од 20 години ја работат таа работа таму, ги испративме да помогнат со нашата лабораторија околу примероците кои што се испитуваат, но и начинот на кој што најпрво ќе се обезбеди техничка вода, која што ќе може да ја користат граѓаните, па подоцна ќе се фокусираме да биде прочистен системот за питка вода. Таму не можете наеднаш да овозможите питка вода и затоа тоа се фази кои што треба професионалци да ги сработат и затоа беа испратени екипи од Водовод. Јас разговарав и со колегата мој градоначалникот на Гостивар, но разговаравме и со претседателот на владата, министерот за внатрешни работи и кажав дека практично сите наши ресурси стојат на располагање, било што и да треба да помогнеме во способување на системот, и накој она што се случи таму е катастрофа од невидени размери. И јас не знам кој со здрав разум би го направил искрено тоа што барем се претпоставува дека се направило, не знам дали е официјално потврдено, но ако е точно тоа дека некој овозможил вода од Вардар да се влева во водоводниот систем на гостиварци, при тоа да бидат загрозени животите на децата до највозрастните во тој град, тука треба да има одговорност и тоа како никогаш досега во државата. Да, истрагата е во тек, такви се првичните сомнежи, ќе видиме како ќе заврши случајот на крај. Пред неколку дена објавивте добра вест за скопјани, дека на електронска аукција е избрана компанија која што ќе ги набавува 150 електрични автобуси, од кои што најголем дел се за Скопје. Дали ова значи крај за проблемите во јавниот сообраќај во град? Тоа значи почеток на крајот на проблемите со сообраќајниот хаос, земајќи во предвид дека изминуваат десетина дена кои што се предвидени согласно законските рокови и законските процедури за рокови за жалба, после кои што веднаш стапува на сила потпишување на договор и започнува испораката на автобусите. Тоа е едната фаза. Вториот момент кој што јас го споменувам цело време е БРТ-то, за кое што почнуваме предквалификација и мислам дека со тие два процеси конечно ќе имаме целосно нормализирање на процесите и еден од најдобрите градски транспорти. Едно прашање сериозно, повеќе годишно, повеќе децениско би рекол ќе го затвориме и ќе овозможиме соодветни услови за граѓаните, така да работиме силно на двете прашања посветено. Јас сум искрено среќен и благодарен на владата за поддршката, на претседателот на владата, на министерот за транспорт, со кој што пред 2 дена
како што споменавме, остваривме телефонски повик, искрено ми израдува веста што ете и е избран оператор. Дополнително добра работа според мене е што во процесот е и Евана Македонија одговорна во делот, односно они се партнерски во као конзорциум, Икару заедно со Евана Македонија, бидејќи Евана е компанија од овде, и тие ќе бидат задолжени за сите оние места каде што ќе се наоѓаат полначите. Така да друго е кога тука ќе биде компанијата и начинот на овозможување цел тој процес и одредени пропусти лесно ќе можат да се надминуваат, а малку потешко било процес кога некој од некаде би дошол и за месец дена нешто би сработил и после тоа ќе немате можност нели да нешто промените од тоа ако не функционира на начин како што е предвидено. Така да ете уште еднаш благодарност до владата во име на Скопјани и да го повторам податокот сакам уште еднаш. Јас сум градоначалникот кој што најбрзо обезбедува автобуси во првата година од својот мандат. Може би ете некој погрешно ќе го свати тоа како фалба или било како, но тоа е вистината, бидејќи земајќи во предвид градоначалникот Трајановски автобусите кои што исклучително добро работеше во двата своји мандата по 4 години. На крајот на својот мандат ги обезбедија автобусите. Шилегов Петре обезбеди 20 и неколку автобуси кои што беа со грејс период, јас ги плаќам ратите денес, но ги обезбеди исто на крајот на својот мандат и во мандатот на господја Арсовска беа обезбедени 4 или 5 автобуси донација од Европската унија, кои што исто третата година од мандатот. До сега изминативе 15-20 години никој во првата година не успел да обезбеди 100 автобуси како што тоа се случува денес. Ја очекуваме финализацијата на тој проект. Градоначалник деновиве информација излезе дека жителите на Центар и на Карпош немаат добиено решение за данок на имот. Излезе информација дека се менува системот на пресметка на даночните решенија за овие две општини. Зошто се прави ова и колкаво ќе биде зголемувањето во сумата во тие даночни решенија? Што да очекуваат? Имав прашање од дел од граѓаните на оваа тема изминатиот период, но и на дел од новинарите. Сакам најпрво она што се обидуваат одредени политички партии да го представат во јавноста дека ќе имало зголемување на данок на имот и така натаму. Од старт да го отфрлам денес и ви благодарам за прашањето и можноста да го објаснам тоа. Зошто? Затоа што стапката на оданочување јас сум ветил во предизборието дека нема да ја зголемувам и останува 0,1%, земајќи повторно во предвид дека скопските граѓани плаќаат најнизок данок во Европа. Го земам тоа во предвид, но велам состојбата финансиска на граѓаните за мене е на прво место. Нема ни под точка разно јас да дозволам да се зголемат цените и да има дополнителни трошоци за граѓаните. Значи, оданочувањето и стапката, формулата по која што се пресметува ќе остане истата 0,1% како што функционира години назад. Што е она што го правиме за сите скопски општини? Не е точно дека само за Карпош и не е точно дека само за Центар го правиме. Тоа јас впрочем го ветував и во предизборието, но е тема која што сум ја дискутирале во минатото, а тоа е да направиме точна пресметка на данокот на имот, односно вкрстување на податоците на базата на градот Скопје со податоците на базата на катастар за недвижности. Зошто? Затоа што имаме дискрепанца сериозна во моментов. Зошто тоа го велам? Во моментов има, мислам дека 17 милиони метри квадратни, ако не се лажам, 17 милиони метри квадратни стамбена површина која што се даночи на ниво на град Скопје, а по катастар податоците 36 милиони е вкупната стамбена површина која што треба да се даночи во градот Скопје. Од старт тука имаме позиции кои што не се наплаќа данокот, односно позиции на непријавување во минатото данок, невнесување во систем од страна на градот Скопје, можеби неажурност на службите и така натаму и така натаму. Од друга страна, 120.000 домаќинства се даночат во градот Скопје по нашата база. Последниот попис, според Заводот за статистика, над 230.000 домаќинства имаме во градот Скопје. Што значи дека и тука имаме сериозна дискрепанца. Или во превод, данокот нема да се зголемува, но секој оној, тоа што го поседува како имот, ќе го даночиме како град Скопје. Нема да има состојби во кои што, бидејќи Иван ми бил симпатичен и пријател,
да не му го даночам станот, на роднините да не се даночи станот, да се сврлаат одредени состојби од базата на градот Скопје, на некој да му се впишува помала квадратура. Има јасна проценка и формула, повторно ќе кажам, истиот принцип останува и сумата е непроменлива. Ако вас навреме ви бил пријавен станот кој што кореспондира состојбата 50 квадрати од она што го оданочуваме, со 50 квадрати што ви се запишани во катастар за недвижности, кај вас нема да има никаква промена. Но ако вие имате стан кој што е 100 квадрати, а за тоа плаќате само 50 квадрати на градот Скопје, тогаш ќе имате измена, односно вкалкулирање на останатите 50 квадрати кои што до тогаш не биле предмет на дискусија. И тоа не го правиме како точни пресметки само во даночењето. Ова е проект кој што го работиме со поддршка целосна на UNDP. Тоа го правиме и во, мислам дека говорев во некој од моите минати гостувања, и со комунална хигиена. Стотици илјади квадрати површина не била запишувана од, според мене, знам кои причини, но за јавноста има истражни органи кои што треба да го утврдат. Има индустријски објекти кои што имаат површина од 100.000 квадрати, а плаќале само 5.000 квадрати. А има многу други кои што колку што поседуваат, толку им биле впишувани. Па тука треба и јавноста да се запраша како било тоа правено години наназад во градот Скопје, што значи дека јас тоа сум го ветил во кампањата, дека ќе направиме точно оданочување, вкрсување на податоците, и треба да го земеме во предвид и фактот дека ние како град Скопје се уште имаме 17 некаде милиони евра ненаплатен данок на имот од минатото. Тука треба и свеста да проработи малку повеќе кај граѓаните и да почнат да редовно да плаќаат данок, затоа што со нивните пари го градат Скопје. Граѓаните го градат градот. Апсолутно сите треба да бидеме еднакви, ако е тоа така е за поздравување. Дали добро ве сватив? Ако секој до сега реално си го пријавил својот имот и имал одредена сума на решение на данок, тоа ќе остане. Нема да има никаква промена. Затоа што имаш информации во јавноста, се менува сумата по која што ќе се пресметува данокот во општините Центар и во Карпош, дека ако било на 1000 евра даночено, сега ќе било на 3300 квадрат. Има ли вистина во овие информации? Тоа е апсолутна лага. Секретарот на градот Скопје Славче Трпески, кој што во минатото беше генерален директор на катастарот за недвижности на државно ниво, можете слободно да го контактирате, да го консултирате и да ви го представат со UNDP целиот процес на еден чаршав хартија на маса и да ви објаснат како стои статистиката, како стојат бројките. Практично ние го спроведуваме она што секоја година треба да го прават општините и катастар, а тоа е да се споредуваат, односно се вкрстуваат податоците на едната и другата база. Тој што си плаќал данок за површина која што е автентична со истото во катастар, нема да има никакво зголемување на данокот. Околу информациите во јавноста, јас изминатиот период, толку голема драма се направи околу еден билборд, сум научен да бидам предмет на одредени инсинуации, да пробува некој да изврти работата, во друг правец да однеси така натаму, но треба да знаат скопјани дека јас тоа што го давам како збори, сум го дал како ветување, по ниедна цена не отстапувам од истото. Добро, сите ние правиме грешки, реално за поздравување е кога ќе се признае грешката и ќе се поправи, кога зборувате за билбордот. Морам да ве прашам само за крај, 26 јули е утре, Скопје одбележува 63 години од земјотресот. Пред малку ја видов програмата за одбележување на денот. Што ќе се случи утре во Скопје? Започнуваме изутрина со положување на цвеќе на гробиштата на Бутел во спомен на жртвите од земјотресот. Според мене најдобар начин да одбележите таков еден лош датум, според мене, и лоши сеќавања, особено за повозрастните генерации, она што се рушело, да направиме паралела со она што го градиме. Па затоа во 10 часот ни е положувањето на цвеќе, во 12 часот ќе имаме со председателот на владата увид на градежните активности на Момин поток, кои што се во сериозна завршница. Подоцна има од 19 часот, мислам дека настан во музеот на град Скопје, изложба, и завршуваме кај фонтаната Лотос во градскиот парк со концерт на Драган Мијалковски, кој што ќе испее некои македонски и скопски евергрини од минатото. Георгије, благодарам многу за гостување. Ми беше чест. 72 часа притвор за скопјанката која прегази куче во Црнагора. Низината ќерка тврди дека тие се жртви во овој случај. Само 12 плажи во Охрид имаат спасители и услови за безбедно капење.
Основното државно обвинителство во Улцин одреди задржување до 72 часа за СС, државјанка на Македонија, поради основано сомнение дека го сторила кривичното дело убивање и мачење животни и уништување на нивното живеалиште, откако со патничко возило Мерцедес прегазила и усмртила куче од расата шарпланинец, кое било во приватна собственост во близина на булеварот Теута. Ова стои во официјалното соопштение кое попладнева го објави обвинителството од Улцин. Случајот во кој 46 годишната скопјанка прегази куче во Црнагора предизвика вознемирување во јавноста по објавата на видеоснимките. Но нејзината ќерка тврди дека тие биле жртви во случајот. Деталите од Зоран Јаневски. 46-годишната македонска државјанка Сашка Стојановска е задржана во полициската станица во Улцин откако вчера попладне беше приведена заради прегазување на куче. Видео од настанот беше споделено на социјалните мрежи, а по кратко време црногорската полиција објави дека жената е приведена при обид да ја напушти државата. Полициските службеници веднаш излегле на местото на настанот. Со преземање оперативни мерки и дејствија го идентификувале лицето кое го управувало возилото. Веднаш била започната потрага, а околу 16 часот и 40 минути таа била пронајдена и запрена на заедничкиот граничен премин Сукобин Муритјани, во обид да ја напушти земјата. СС била донесена во полициските простории каде што била спроведена кривична истрага. Бил известен државниот обвинител при основното државно обвинителство во Улцин, кој изјавил дека инцидентот содржи суштински елементи на кривично дело, убивање и мачење животни и уништување на нивното живеалиште и наредил СС да биде лишена од слобода, се вели во известувањето од полицијата на Црнагора. Случајот го пријавил сопственикот на прегазеното куче, според кого околу 15 часот непознато лице управувајќи автомобил со скопски регистрации, намерно го прегазил и убил кучето на улицата. Во разговор за Сител, ќерката на уапсената жена пак тврди дека кучето претходно го усмртило нивното куче, а потоа и нив ги нападнало. На видеото се гледа и нашето мало куче кое е усмртено од шарпланинец преку 50 килограми тежок кој влезе во нашиот апартман. Го распарче нашето куче пред наши очи додека не постоеше начин да го одбраниме и да му помогнеме, бидејќи станува збор за крволочно куче кое подоцна нападна и нас и мојот малолетен брат. Шарпланинецот е удрен за да го оттргне од мене и од моето куче кое почина, кажа во разговор за Сител ќерката Дора Стојановска. Таа додава дека шарпланинецот имал сопственик кој по настанот со толпа негови пријатели им се заканувал пред апартманот. Тврди дека прегазувањето било обид жената да ги одбрани децата и своето милениче. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Кражба во вредност од 5 милиони евра била извршена во електровлечната подстаница Драчево, лоцирана помеѓу железничките станици Лисичи и Драчево, при што е предизвикано целосно уништување на значаен дел од електроенергетската опрема на железничката инфраструктура, информира попладнево од Министерството за транспорт. При кражбата биле насилно привртени два големи електроенергетски трансформатори, секој со тежина од над 30 тони. Од трансформаторите било испуштено и истурено трансформаторското масло, додека бакарните намотки и другите вредни компоненти биле целосно отстранети и украдени. Од подстаницата се украдени бакарни жици, бакарни шини и прачки, како и сите уреди и елементи неопходни за нејзиното функционирање. Со ваквото противправно дејствие, објектот е доведен во состојба на целосна нефункционалност, велат од транспорт. Според првичната проценка, директната материјална штета изнесува околу 5 милиони евра. Оштетувањето на објекти од ваков вид може да предизвика сериозни последици за безбедноста, стабилноста и редовното функционирање на железничкиот сообраќај, посочуваат од Министерството за транспорт. Во продолжение блог вести од светот. Франција евакуираше над 140.000 лица поради шумските